Разговараме во продолжение со директорката на Институтот за јавно здравје, со нас доктор Марија Андоновска. Добро утро. Добро утро. Дојдовте, докторка, со тоа дека провејува снег надвор, па првото прашање од мене беше дали тоа значи дека ќе ги уништи вирусите, бактериите, грипот во овој период од годината. Пака не е тоа докажано. Сепак морам да кажам дека точно така како што споменавте и вие, од стари времења е останато дека кога има снегче, па сега тоа ќе ги уништи бактериите и вирусите. Не е тоа така. Или голем студ кога има? Кога има голем студ, во тој, еве вака да се изразам, за да ме разберат и гледачите, повеќе од 20 минути кога престојувате незаштитени на ладно време, во тој случај портите и можноста на влезот на бактериите и на вирусите е поголем, така да ова што е останато од старите времења не е баш така. Едното мит, другото ајде нека биде вистина. Ги предупредивте граѓаните дека празниците можат сериозно да го нарушат нивното здравје, особено кога се навиките на граѓаните во прашање. Колку одговорија на вашите предупредувања? Да, ние како институт една од нашите вообичаени практики и работни задачи е да ги предупредиме граѓаните се со цел да го заштитиме јавното здравје. Препораките се општи, повеќето верувам дека и веќе ги знаат, но знаете она повторување кога често ги повторувате работите, па макар и кај 1, 2, 5 луѓе да има некакво влијание, тоа е сепак некоја придобивка. Јас секоја прилика ја користам и да се заблагодарам на медиумите што сите овие препораки кои што институтот ги на некој начин ги препорачува, успевате да ги донесете до што повеќе граѓани, бидејќи ние ги објавуваме само на нашата страна и тие ќе стигнат само кај некои луѓе без вас. Значи тој број на луѓе кај што ќе стигнете би бил навистина мал, така да јас уште една голема благодарност до вас и до останатите медиуми што секогаш успевате нашите препораки да ги доближите до граѓаните. И овој пат пред празниците дадовме препораки во однос на исхраната, конзумирањето на алкохол, користењето на пиротехника, бидејќи во овие периоди на годината вообичаено е повеќе празници, повеќе прослави. Едноставно луѓето излегуваат од оние стандарди, од оние рутини на начинот на исхрана и на живот. Нормално, такви се деновите, да бидеме искрени, но многу е важно да не продолжат со таквиот начин на исхрана или таквиот начин на однесување. Да, може да си дадат некоја мала одишка, но сепак да бидат внимателни во однос на внесот на храната, да нема прејадување, да нема доцни оброци и понатака. Нормално алкохолот доколку мора да се конзумира кај возрастните, да биде тоа умерено, знаете, умерено, кога ќе се каже, да биде навистина умерено. Пиротехниката да не се користи, особено не во затворени простории, голем надзор да имаат родителите врз децата. Нормално тие се оние кои што се многу значени во целиот овој процес, надзорот од самите родители. Конкретни, јасни препораки кои што верувам дека барем кај дел од граѓаните предизвикувале зголемување на свесноста во однос на овие навики и се надевам дека таквиот начин на однесување нема да продолжи и во останатите денови или помеѓу празниците. Очекувано постпразнично грипот зема замав. Каква е во моментов состојбата со грипот? Секој четврток од прилика околу 11-12 часот излегуваме како институт со извештај со конкретни бројки, така ќе биде и денеска, но според моите информации кои што ги имам засега, има благо покачување во однос на претходната недела, но и во однос на истата оваа недела минатата сезона. Бројките точно ви кажав ќе ги соопштиме во текот на денот. Пикот, што се однесува до пикот, тоа е нормално, дека пикот се очекува втората половина или крајот на јануар месец, со оглед на тоа дека веќе ги споменавме празниците, сите оние собирања во домашни услови, но и во други простории каде што се присутни поголем број на луѓе, така да тоа е очекувано да биде кон крајот на овој месец и почетокот на другиот месец. Каква е клиничката слика? Имаме ли поинаков тип на грип годинава? Каква е инфлуенцата?
Мутирали? Секоја година грипот мутира и сега клиничката слика е генерално иста, почнува нагло, со интензивни општи респираторни симптоми, со зголемена температура, обично над 38 степени, со малаксаност, со замор, болки во зглобовите, болки во мускулите, кашлица која што може да биде или сува или продуктивна, течење на носот или пак затнат нос. Тоа се општите симптоми кои што индивидуално се случуваат, нели, некоја година кај некого може да помине многу полесно, следната година може да има поинтензивни симптоми, сепак тоа индивидуално и зависи од имунитетот. Може да се јават и гастроинтестинални симптоми, како што е мачнина, повраќање, диареи, може да се јават и компликации кај оние ризични категории, кај деца, кај возрастни над 65 години, кај хронично болните луѓе, може да се јават компликации од грип и доколку тоа се случи, нели, секако тие треба да се јават кај својот матичен лекар и сепак препорака и до матичните лекари интензивно да ги пријавуваат сите случаи кои што ќе бидат забележани во нивните ординации. Така, кога зборуваме веќе за матичните лекари, тие се, да речеме, во прва линија најконтактирани овој период. Врз основа на пријавите што е грип, што не е грип, кои се вашите совети до матичните лекари? Многу ретко некој да ги прати дополнително граѓаните да проверат дали станува збор за инфлуенца или не. Најчесто се одлучува според крвната слика и симптоматологијата. Врз основа ќе речат на искуството, врз основа на тоа што знаат што и како циркулира во овој период на годината, но дали може би симптоматологијата може да укажува и на нешто друго, а да не е грип? Вака, ја пред се ги поздравувам сите матични лекари, тие се првата одбрана, како да кажем, првите кај кои што било што да му се случи на некој, сепак доаѓа кај својот матичен и јас тоа го поздравувам и верувам дека тие имаат и искуство и знаат да ги препознаат симптомите на грип, но добро е кога има можности во државата да се испита сето тоа, дали се работи за некој вирус, дали се работи за грип или за болувања слични на грип, или се работи за некоја бактеријска инфекција, кога веќе имаме институции каде што може тоа да се детектира, можеби е добро да се пратат луѓето, да се тестираат и да се види за какво точно заболување станува збор, за да може и да се реагира соодветно, нели, со соодветна терапија. Институтот располага со сите реагенси кои што може да детектираат грип или заболување слични грип, како и бактеријски инфекции. Вие како институт објавивте, сега би сакала и на друга тема малку да поразговарам, ќе ви искористам, докторке. Како институт објавивте едно истражување, всушност европски проект за истражување во училиштата за алкохол и други дроги во Македонија. Истражувањето прво што ве потикна да го направите ова истражување и впрочем што покаже истражувањето, ги гледавме бројките, ги читавме бројките, малку искрено, еве како родители малку не загрижуваат бројките, не знам дали тоа претходно Институтот за јавно здравје има повеќе дејности. Една од тие дејности е да истражува и да учествува во проекти кои што понатака врз основа на анализите на тие проекти би се носели одредени политики или би се действувало во насока на намалување или подобрување на јавното здравје. ЕСПАД не е нов проект. Македонија повеќе години учествува во овој проект, не се прави секоја година, на неколку години е. Во овој проект учествуваат околу 40 европски држави. Последниот го завршивме во текот на минатата година и добивме сериозни резултати. Освен употребата на алкохол, тутун, психотропни супстанци, оваа година, за разлика од претходните, кога сме учествувале како држава и како институт, е малку проширена. Овој пат, освен овие истражувања, истражувавме и колку младите, тоест адолесцентите, се коцкаат, колку ги употребуваат социјалните мрежи. И сите овие резултати, морам да кажам дека за разлика од другите години, пред се опфатени се сите училишта на територија на државата. На која возраст? Од 13 години и нагоре, но имавме и
имавме и по 13 години. Тоа се тие оние резултати кои што вака треба не потекнуваат да зголемиме свеста за овие појави, како сите овие работи се достапни на децата, што е она што треба да го направиме во иднина, за рано да ги препознаеме сите овие работи, да поработиме на едукацијата, како на децата, така и на наставниците, но и на родителите, да направиме програми со кои што ќе допринесеме што повеќе да стигнеме до нив, за да може да се зголеми свесноста од ризиците кои што ги носи користењето на сите овие работи или употребата од страна на волку млада популација во државата. Бројките во споредба со останатите години не се драстично зголемени, вака тоа е нешто што не охрабрува, но сепак се високи во однос на можеби други европски земји. Не се највисоки, нормално не сме меѓу првите, но сепак како мала држава имаме високи бројки и тоа укажува дека треба во иднина малку повеќе да се занимаваме на овие теми и да ги доближиме практично ризиците и последиците што би можела да ги предизвика користењето на сите овие работи кај децата и адолесцентите. Претпоставувам дека размислуваат и за системски решенија и соработка со институции. Овие наоди покажуваат во суштина важноста за зајакнување на стратегиите кои што треба да ги имаат пред се и училиштата. Но и вие како Институт за јавно здравје располагате со бројките, располагате со овие истражувања и не се први, не се нови, иако не се прават секоја година. Сепак може да видите и неколку години ако поминат дека се уште се присутни, се уште се големи бројките. Што е во вашиот домен, во вашите планови за понатамошно превенирање и работа на овој случај? Точно, овие бројки не сме да останат само на хартија или само вака презентирани во јавноста транспарентно, како што тоа го направивме. Треба ќе продолжиме со развој и напредување на превентивните програми, заедно со другите надлежни институции. Тука мора да бидат вклучени повеќе институции, како што е Министерството за здравство, Министерството за образование, па дури училиштата, локалната самоуправа, здруженијата, медиумите, сите треба да работиме системски заедно, да фокусот да го ставиме на здравствено-едукативните активности во иднина, поддршка на наставниот кадар, како што споменав, поддршка на родителите, на децата. Мора да се работи на систем за мониторинг. Како тоа во иднина би се следело, би продолжиле да ги следиме сите овие работи, кои истражувања би ги направиле во таа насока, исто така да видиме дали имаме поместувања и што е најважно, го потенцирам раното препознавање. Значи, мора да имаме рано препознавање, а за да имаме рано препознавање, мора да има едукација, обука на наставен кадар и на родители. Ке најдеме начин како да сето тоа да го направиме заедно со останатите институции. Тоа сакам да кажам, мора да се најде соодветниот начин за да може едноставно станува збор за многу сензитивна група и за да може вистински да се допре до нив. Да, затоа што треба вистински да сватат дека тоа е за нивно добро, а не нешто што им се забранува, тогаш ефектот е поинаков. Не е она што сакаме да го постигнеме. Сакам да ве прашам за годинава. Еве започнавме 2026 година. Институтот за јавно здравје има повеќе дејности. Што е вашиот приоритет за годинава? На што ќе се фокусира институтот? Да, како што споменав и јас и вие, има повеќе дејности, но пред се мора да имаме унапредување на превенцијата. На превенцијата на програмите за заразни, но и за незаразни заболувања. Зајакнување на менталното здравје, подготовка и одговор на јавноздравствените ризици, мора да имаме систем кој што би бил брз и ефективен во однос на било каков јавноздравствен ризик кој што би се појавил, мора да имаме соодветен одговор на тоа, континуирано следење на здравствените едукатори, подобрување на кадарот, нели, на оперативно сите оние работи што ги правиме да може да бидат побрзи, поефективни, подостапни за граѓаните и нормално промоцијата на јавното здравје.
го споменавте кадрот во институтот, има ваши колеги кои што и долги години се во институтот, еминентни професори и така натаму. Колку сте задоволни и од одговорот и на повозрасните, но и помладите колеги кои што се дел од институтот? Наоѓаме се начини за да бидат сите мотивирани за сето тоа. Ние пред се секоја работна позиција треба да биде практично одговор на потребите на граѓаните, особено на сето она што го прави институтот. Таму работат луѓе, како што кажавте, долги години, имаат доста искуство, но сепак имаме и подмладок во моментот, така да сметам дека се силно мотивирани да продолжиме да работиме на нови методи кои што ќе ги направат јавноздравствените услуги подостапни, но и ќе имаме посериозна промоција на јавното здравје во иднина. Доктор, ќе останува само да ве прашам, да го заокружиме разговорот, да ве прашам кои се препораките со оглед тоа дека најавивме очекувано следствено традиционално, кога ќе го очекуваме и пикот на грипот, она што и сега како здравствени предизвици се активни во овој период, па кои се препораките директно до граѓаните? Вака, пред се на оние што не се заболени од грип или заболувања слични на грипот, сега не знам колку е добро во периодот да кажам да се избегнуваат собири, бидејќи знаеме дека собирите се неминовни во овој период. Може да добро, имаме уште некој празник во текот на месецот. Но на отворено доколку немаат некаква потреба да идат во маркети, молови, каде што има премногу луѓе во моментот, да се избегнува колку што може. Мислам, сепак ова секогаш на овој начин го кажуваме. Да се избегнува близок контакт со веќе заболен, со некој кој што кива, кој што кашла, да има често миење на раце. Иако тоа сите го знаеме, велат многу е банално, но верувајте дека овие така едноставни препораки, доколку навистина се користат, можат да ги превенираат заболувањата и можат да ги спречат компликациите. Често проветрување исто така, да се хидрираат луѓето, повеќе да пијат вода, значи вода и цедени сокови, лесна храна со витамини, добар сон, физичка активност за зголемување на имунитетот. И оние препораки кај ова се за луѓето кои што за да не се заболат од грип, но кај оние кои што веќе ќе се докаже заболувањето на грип или заболувања слични на грип, многу често повторувам, останете дома. Нека биде свесноста висока, да се остане дома, да не се оди на работа, да не се праќаат децата во училиште. Добро, сега е распуст, но кога трае учебната година да не се праќаат болни деца во училиште, да не се праќаат болни деца во градинка. Само на тој начин ќе ја спречиме трансмисијата, преносот. Нека останат децата дома, не само за преносот, туку добро и за нив, за да можат да не настанат одредени компликации, да можат соодветно да се третираат истите, пожелно е да останат дома и тоа го повторуваме најповеќе. Нормално кај оние ранливите категории, како што се луѓето на 65 години, хронично болните, децата, бремените жени, доколку се јават било какви симптоми, задолжително да се јават кај својот матичен лекар. Навики особено значени за зачувување на општото здравје. Благодарам што бевте денеска со нас. Благодарам што одвоивте време и го започавте денот со нас. Благодарам и на вас за поканата. Се надевам дека го задржавме вниманието на гледачите.